Она што анализата покажа е дека потребите од вештини кои се однесуваат на следниве категории се оние кои недостасуваат во градежниот сектор. Изборуваме секогаш во делот на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Значи, недостасува кадар кој е подготвен да пристапи кон изготвување на обвивка на згради. Тука влегуваат покриви, прозори, врати со нивна топлинска изолација и така натаму. Потоа снабдување со енергија, внатрешни зидови, подови, електротехника, термотехника, грејењето и вентилацијата, замена на уредите со цел помала потрошувачка и воведување на енергетски ефикасни системи и изворите на енергија кои се од обновлив карактер, како што се геотермалните системи, системи на биомаса, сончевите колектори, фотоволтаичните системи и така натаму. Значи, сето она што може како обновлив извор на енергија да се метне во изградбата на еден нов објект. За воведување на овие мерки на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, според проекциите за остварување на енергетските цели во секторот високоградба, потребна е обука на минимум 9600 работници во 23 градежни занимања. Ова го покажа самата анализа. Доколку во Република Македонија се применат препораките за воведување на мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, побарувачката на работната сила ќе се зголеми за минимално 10.000 работници, а за максимално 14.400 работници, со што бруто побарувачката на годишно ниво ќе изнесува минимум 49.000 работници, а максимално 53.400 работници. Овој недостаток од работна сила во секторот може да се надомести преку вработување на завршените ученици во средното образование или вработување на евидентирани невработени лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Оваа дополнителна побарувачка сила ќе се оствари само за работници кои се обучени за примена на мерки за енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија. Планирано е, како и што Европската комисија го има зацртано, секој од националните економии, значи овие 5 до 10 професии, Македонија ќе цели кон 5 нови професии, да влезат во националната квалификација на професии, како такви, со што во рамки на неформалното образование на почетокот ќе бидат дефинирани модули за спроведување на обуки во овој дел. Владата на Република Македонија веќе пристапи кон изготвување на реконструкција и обнова на јавните објекти, кои согласно проекциите 5% годишно треба да се реконструираат. Како пример, и секаде реконструкцијата на јавните објекти е двигател, мотивација за да се оди понатаму. Самиот факт дека Европската Унија ја воспостави оваа иницијатива Build Up Skills покажува дека секаде постои загриженост дали ќе се постигнат овие цели на Европската стратегија 2020-2020. Стамбениот сектор, односно објектите, и јавните и приватните, градежниот сектор во суштина е еден од секторите каде што најмногу е оценето дека треба да се обрне внимание, затоа што е најголем потрошувач на енергија.